Добре дојдовте во 13-тата епизода на емисијата Студентски пулс. По кратка пауза од учење од испити, се враќаме назад, во ново светло и во ново студио. Се наоѓаме во мултимедијалниот центар на Правниот факултет, кој воедно ќе стане и центар за сите студенти кои што сакаат да се занимаваат со медиуми и да креираат содржини. Оваа емисија е поддржана од Шпаркасе банка, која верува во младите и е нејзин сигурен партнер. Со нивниот пакет за млади, Вајбун, можете да ги остварите сите ваши соништа. Па така, може да уплатите за возачки испит, можете да одите на work and travel програми, а можете и да одите и на апсолвентски екскурзии. Со пакетот можете и исто така да си обезбедите многу работи кои што претходно не би можеле да ги обезбедите. И еве, ги спомнавме Шпаркасе, ги спомнавме пакетите, а денеска едно од темите за кои што ќе зборуваме се и трошоците. Денеска мои гости се Александар Николовски, председателот на Универзитетското студентско собрание, и денеска од друга страна е подпредседателката Ана Шоповска на Универзитетското студентско собрание. Мислам малце ги кажав обратно, но мислам дека ги представивме. Се надевам дека сите студенти ги знаат. И денеска ќе поразговараме малку што се случува тоа со студентскиот живот и студентскиот стандард. Здраво, како сте? Здраво, добро, саботно, расположено. Ова во среда ќе оди, ама нема врска. Саботно. Треба да сечеме. Не, нема да сечеме. Ама еве, Ана, ти саботно за во среда не знам како ќе биде, ти како си денеска? Добро сум и јас, фала ти. Имате нешто да се пофалите за почеток, така, или? Па, што би кажал, би се пофалил дека добро почна годината, предизвикувачка, доста предизвици. Се надевавме дека сето околу лесно ќе оди, ама ни кажа дека бил ретрограден Меркур, па некако се застава, се сврта обратно, ама не може да се жалиме, добро е. Ана, и ти мислиш дека до ретроградниот Меркур е ништо, или? Да, мислам дека колективно ни беше ретрограден Меркур. Да, колективно. На сите. И еве, јас ќе кажам дека сум навистина среќна за новото студио и за мултимедијалниот центар, што... Да, јас се надевам дека за брзо време ќе го развиеме и ќе може што повеќе студенти да учествуваат и да креираат содржини. Еве, ги спомнав трошоците. Мислам дека е тема која сите студенти не засега. Па така, еве, веднаш прашањето за двајцата, што се случува со трошоците кои се плаќаат при запишување на семестар и кој вистински треба да ги плати? Сакаш ти, сакаш? Јас. Ајде, почнете. Значи, на почетокот на оваа академска година имавме израмнување на ценовниците на сите факултети, па така се тргнаа некои трошоци од факултетите што претходно биле наплаќани, и со тоа повлекоа да факултетите не можат да издржат без да платат без да земат некои дополнителни трошоци. Ние не сме за тие дополнителни трошоци да паднат на грбот на студентите, но еве нема кој да ги даде тие пари, па мора за сега да ги платат студентите. Овие дополнителни трошоци одат за материјални потреби во лабораториите, одат за подобрување на студиските програми и исто така за онлайн ресурси. Сите знаеме дека факултетите плаќаат софтвери и имаат IT систем кој што треба да го одржуваат, така да овие трошоци мора некој да ги плати. Јас што би додал во делот на израмнување на трошоците, значи до сега во историјата на универзитетот 75 години за ист вид на трошок студентите плаќале различна сума. Да речеме, потврда за редовен студент негде била 0, негде 100, негде 150, уверение за положени испити беше 500 на економски, 600 на филолошки, сега е 200 за сите студенти. Такви доста трошоци се израмнија, околу 340 ставки се ставени во вкупно 45. И сега за дополнителните трошоци воведени, материјални онлайн ресурси,
до сега студентите некако фиктивно ги плаќале преку одредени казни, одредени други трошоци, ви велам од 340 ставки, но сега одеднаш некако дојдоа доста повисоки, бидејќи на некои факултети ги покачи од 0 на 5000 денари, од 0 на 3500, некаде од 3000 на 6000, некаде од 2000 на 4000. Сега во зависност од проблематиката на факултетот, колку факултетот прибира и дополнителни средства. Точно е дека нашиот став е дека ние не сме да се плаќаат тие од страна на студентите. Во меѓувреме што правевме дебата, дискусија со деканите, барем во одреден момент да се избалансираат и намаливме на економскиот 6000 на 4, 2000 по семестар, направен исто така, на медицина од 3500 на 1500, на градежен од 1800 на 0, уште неколку такви факултети каде што најголеми беа сумите, најголеми драстични зголемувања. Но во меѓувреме имавме и дебата со Министерството за образование и наука и со ректорската управа и во моментов се подготвуваат и законски измени на Законот за високо образование, каде што ќе има промени во делот на финансирањето. Сакаме се одеднаш, но некогаш и е процес. Ова се 23 институции во кои што има 23 управи кои што мораш ти да ги изделегираш работите дополнително и Министерство за образование. Не е дека ништо не правиме, сме успеале да направиме унифициран ценовник, сме успеале да ги избалансираме и намалиме трошоците и сега ќе одиме и до моментот дополнителни трошоци да нема. Така, со новиот закон за високо образование. Предходно имаше нешто објавено од ваша страна дека всушност и Министерството за образование и наука треба да ги покрие овие трошоци, но баш со Ана зборувавме дека нешто не се вклопува во законот, односно не е доволно прецизирано дека самото министерство треба да ги покрие овие трошоци. Точно, затоа што пишува вкупниот буџет, во вкупниот буџет на државата влегуваат јавните високообразовни установи. Фактички тука е моментот. Сега имат во делот на јавни финансии различни ставки кои што го сочинуваат буџетот и затоа не може конкретно товарот во моментот да падне на МОН. Така, значи вие всушност и во иднина ќе работите тоа да може некако да се смени и самите трошоци кои што се натовар на студентите да може веќе и да не постојат. Работиме нашиот студентски манифест баш тоа го посочува, квалитет наспроти квантитет, рационализација на трошоците треба да се направи, затоа што имаме 7 јавни универзитети и сега сите се жалат дека многу факултети има, а во исто време државата одвојува за сите. Колку професори се, колку ректорски управи, колку декани, колку административен персонал и така натаму, а гледаме дека се повеќе се намалува бројот на запишани студенти на универзитетите. Така да јас секогаш би избрал рационализација, исполнување на условите, значи од вкупно 11.000 запишани студенти годинава, тоест изминатата 23-24 според Завод за статистика. На УКИМ се запишале околу 4-5.000, да речеме, половина. А капацитетот на УКИМ за прибирање на студенти е 10.000. И сега видите вие, ние имаме уште 6 покрај УКИМ универзитети кои што имаат капацитети за студенти и не ги исполнуваат, а се плаќаат трошоци од страна на државата. И за плати, и за згради, и за сметки и така натаму. Сметам дека само преку рационализација тоа може да се направи, исто и со студентските домови во Скопје. Така, еве Ана, ти сакаш нешто да додадеш во врска со ова и дали мислиш дека кога ќе се направи ова што го Александар што го спомена, да се на некој начин да се направи всушност и некоја анализа на сите факултети колку студенти се вкупно да може за да имаат преглед нели од самото министерство, но и како одат средствата, затоа што на крај на ден средства има, не можеме да кажеме дека нема, но сепак може да се вливаат во делови каде што не се пропорционално искористени. Се сложувам. Вкупната сума за бројот на студенти е
за дополнителни трошоци околу 670.000 евра што се прибира од страна на студентите, што не е голем трошок во споредба ќе се спореди колку капитални инвестиции се одвојуваат за универзитети и така натаму и дека може државата тој товар да го сноси, но пак ќе повторам, со новиот закон треба да се стават некои нови ставки кои што ќе одредат точно кој за што покрива и зошто покрај плаќање на партиципација плаќале повторно трошок за реализација на настава. Така го спомна, мислам, работата за изработка на законот, ќе има измени, така законски измени. Предходно, пред да почнеме со снимање, најави дека ќе има некоја како работилница или конференција што ќе се работи всушност за тоа, или грешка сум? Сега во Законот за високо образование тоа не е поврзано. Во моментов повеќе работи чепкаме од Закон за високо образование, Закон за студентски стандард, Закон за студентски оброк. Ќе правиме нов Закон за студентско организирање и во Закон за работни односи сакаме да воведеме регулатива во дел на студентска работа, налик на Хрватска, Словенија, за да тоа биде регулирано, да се знае кога студентот е студент, дека може да работи, кои услови треба да ги исполнува, на кој начин, за да може тоа да биде и од бенефит за студентот, да биде пријавен и така натаму, но и од бенефит за државата, заради тоа што сивата економија би се намалила доста драстично. Така, но и самите студенти би биле поангажирани. Еве, Ана, се случува многу работи со студентскиот оброк, многу реакции имаше од студентите, некои велеа дека оваа сума што сега се добива на неделно ниво, на еден ден, дека е ниска, но многу од студентите кои што се студенти не земаат оброк. Каков е сега ставот и што се случи со оброкот? Дали се зголеми обсегот или во иднина ќе се зголемува, односно ќе има покачување? Ние како Универзитетско студентско собрание одлучивме дека во моментот ни се пружа прилика да можеме да го зголемиме обсегот за повеќе студенти да земаат студентски оброк и решивме решивме оваа ситуација да ја искористиме и да го зголемиме обсегот на студенти кои што ќе земаат оброк. Поради една причина, тоа е за 140 денари ние се потрудивме и обезбедивме во многу маркети и во многу други локали да можат студентите да купат целосен оброк за 140 денари. И мислам дека сумата мала е, но за сега ги исполнува на еден начин, мерката ги исполнува своите како да кажам цели и на студентите им нуди целосен оброк, не само субвенциониран. Во иднина секако ние ќе се потрудиме оброкот да се зголеми, но тоа ќе биде во следната академска година. Така го спомна обсегот, еве многу студентите што не гледаат што всушност и подразбира, кои се студенти кои што досега не земале студентски оброк ќе бидат опфатени со оваа измена. Ќе бидат опфатени студентите кои што имаат примања, најверојатно тоа ќе биде до минимална плата, потоа индивидуалните земјоделци, студентите кои што се пријавени како индивидуални земјоделци, и студентите кои што се на мастер студии. И студентите што се вработени. Да, го спомена Ана. Со примања, да не мислат дека само примања, да туку и условот вработен ќе биде тргнат. Добро. Така, ја мислам, дали тука спаѓаат и студентите на мастер? Да. И тие додатно. Имаше некои реакции од студенти, но мислам дека вие постапувате со тоа да не бидат и другите студенти дискриминирани. Сите да го имаат ова право, бидејќи мислам дека не е висока сума, но подобро е, нели, сите да земат помалку, отколку да се покачи. Не знам дали одевте со тој став или мислевте дека Па види, јас ќе бидам подиректен со тоа што кога се работи за мерка која што субвенционира,
таа покрива одреден дел од трошокот. И ние како студенти треба да сме свесни малку што тоа значи. Не може на изјави секогаш студентите да кажуваат дека парите не им стигаат за да си купат јадење, кога тие средства се само да ти го покријат делумно јадењето, односно е субвенциониран студентски оброк. Така е во Словенија, така е во Бугарија, така е во Србија, сите плаќаат нешто. Кај нас има ситуација каде што студентите за 140 денари земат целосен оброк, не плаќа ништо. И тоа е за тоа треба да се задоволни, односно треба да сме задоволни затоа што сме обезбедиле таква ситуација и за 140 денари да можеш да си купиш 250 грама месо и 200 грама јаглехидрати, односно ориз или компир и да се најадеш. Дополнително, мерката некаде на дневно ниво во другиве земји, кај нас е на неделно ниво. На неделно ниво стигаат 840. Со 840 може да се испазарат доволно количини на месо, зеленчуки, ориз, компири, здрава храна зборувам, иако знаеме дека студентите го трошат оброкот и на цигари во моментов и на алкохол и така натаму, затоа што овозможува мерката што сакаш да си купиш од маркет, но доколку гледаме рационално, за 840 денари може да си купа доволно продукти за да се изготвиш ти 6 оброци во текот на неделата. Така да, подобро е според нас сите студенти да земаат, наспроти да се покачи сумата за 20 денари, која на крајот на денот оброците што се 140 ќе станат 160, фактички ќе се поскапат и тие 20 денари ќе одат повторно во маркетите, нема да бидат во користа на студентите. Така, но мислам дека има и многу реакции од студентите, бидејќи сега нели сите сме свесни дека има и многу зголемување во самите маркети, не само за оние оброци нели што се во маркетите што нудат еден оброк, туку и за другите цени и тука студентите и реагираат. Има покачување на многу цени, ние тоа не можеме да го нели да си го обезбедиме претходно што го имаме обезбедено и може и затоа и една од реакциите. Сега па секој поаѓа од личната корист најпрво, не од тоа дали поскапило нешто или не, затоа што да му речеш на некој дали сакаш ти да земаш 160 или да му дадеш на некој 140, секој ќе рече јас сакам 160 да земам во најголем дел, или кој ќе му речеш дали сакаш 500 денари оброк или 200, секој ќе рече 500, нема да рече 200 за другите. Така да не би се сложил баш, затоа што ние на крајот на ноември објавивме видео со купување на продукти од маркетите, каде што веќе беше помината инфлацијата, а треба исто така да сме свесни дека ланската година оброкот беше покачен од 120 на 140 денари, така да е добро и нашите колеги кои што не земаат оброк да земаат. Така, еве зборувавме за оброкот, неминовно е да не ги споменаме домовите. Сега, Ана, во момент се реновираат 2 студентски домови, така? Да. До каде е процесот? Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу во моментот се реновираат. Имаме најави дека до крајот на октомври и ноември Кузман веќе ќе биде пуштен и од следна академска година студенти ќе можат да се сместат во студентскиот дом. Така, имаше, еве сите, ја знаеме студентарија која што е медиум кој ги известува сите студенти и поздрав до студентарија, односно нашите и еден од нашите поддржувачи и имаше многу интересна анкета на нивниот профил, каде што всушност анкетата произлезе од тоа студентите да праќаат слики од миленичиња, односно се работеше за мачиња и имаше објавено во некои студентски домови дека забрануваат студентите да хранат мачиња. Што мислиш, Ана, за ова? Дали треба да има миленичиња во студентските домови или не треба? Или треба всушност да плаќаат на некој начин и за тоа што се таму? Според мене, јас немам проблем да има миленичиња во студентските домови, се додека тие се чувани на вистински начин, например да имаат обезбедено место каде што ќе можат да живеат и да не одат низ целиот студентски дом. Искрено, јас живеев 4 години во студентски дом и мене лично би
ми пречело доколку мачето вечерта ми дојде на врата и ми гребе, и исто така би ми пречело додека се туширам да дојде да влезе во мојата туш кабина, така да мислам дека доколку имаат обезбедено студентските домови услови за да ги чуваат мачињата, кучиња или било што и да решат студентите, Да има некој одел, можеби. Треба да има некој катче за милионичиња, а тоа да не биде низ целиот студентски дом. Затоа што еве на пример некои студенти можеби се алергични на овие животни, можеби имаат страф од тие животни, и мислам дека никој не треба да ти го нарушува мирот дома. Така, Александар, еве тебе ќе те прашам што мислиш ќе се навратиме пак за домовите, но ова е интересна тема, предизвика така реакција кај студентите. Што мислиш ти за мачињата во домовите и дали си за животните да бидат околу студентите, бидејќи нели велат дека шират позитивна енергија? До некаде се сложувам со Ана, сметам дека во ред да има миленичиња во домовите, но не на секаде, и тоа треба да биде регулирано, затоа што прво не знаеме мачката од кај дошла, не може секој животинче да се прибира, можеби на вистина студент неочекувано дека некоја мачка живее таму, може да е алергичен, кој знае што да се случи, плюс мачките, тие мачки не се вакцинирани, не се чувани соодветно, па можеби некои неочекувани реакции да има кога ќе видат толпа на студенти да рипне врз некои студенти, после кој би бил виновен? Секако домот не ги чува тие мачки, доколку има одредена регулатива за тоа да, но доколку нема, подобро е да не се прибираат во студентските домови внатре, затоа што сепак ризикот од одредени болести, осипи на кожи, не знам што може да принесат животинчиња, постои и сега треба да бидеме рационални и објективни. Така, еве баш Ана одговори за новите домови кога се очекува да бидат повторно отворени, но што се случува со сегашните домови кои што се отворени, дали условите се загарантирани? Затоа што претходно некои студенти се жалеа дека немаше топла вода, дека има проблеми со грејењето, дека нели условите не се баш, еве сега знаеме дека еве Ана во кој дом имаш претходно живеено? Во Гоце вела дека условите се прилично нели задоволнителни и се добри, но во другите студентски домови вела дека и не е баш. За Битола вела дека исто е окей, не сум бил лично, но Штип, Охрид се критични и Пелагонија исто така, затоа што не е одржуван домот на начин на кој што треба да биде одржуван, а и начинот на финансирање на истите е проблематичен, затоа ќе има сега измени на тој закон за студентски стандард, каде што ќе се регулира финансирањето на домовите и тие ќе имаат повеќе средства од државата. Во моментов условите може да бидат многу подобрени, но за тоа се потребни средства и треба да сме реални дека без тие средства кои што државата би ги издвоила, или доколку се покачи киријата од друга страна, знаеме дека ако се покачи тоа дека ќе биде проблем, не може да се направи некаков голем резултат. Овие два дома кои што се реновираат, не се реновираат од пари од тоа што домот бил рентабилен, туку се реновираат од кредити од странство, затоа што државата не била способна да овозможи средства да домот се реновира сам од себе. Истото се случува и сега, и затоа ние имаме определени решенија дадено за тоа како треба да се реформираат домовите за да бидат по-рентабилни. Така, еве, ќе се навратиме во најавата, реков дека денеска снимаме во мултимедијалниот центар на правниот факултет, кој што всушност и во иднина ќе биде мултимедијален центар на универзитетот. Сега, за да тоа се случи, мораше претходно да се укине на некој начин радиото, и тоа имаше некои реакции, имаше објави, еве сега не сакам да напоменувам, но јас и лично реагирав како водител на оваа емисија, затоа што ја знаев од прилика ситуацијата. Еве, сега сакам вака да ни објасниш и сите студенти да знаат што всушност се случи со радиото и зошто тоа требаше да заврши на таков начин за да можеме ние нели да напредуваме и да одиме напред. Радиото постои од прилика 10 години.
годините од кога јас сум студент, плаќав средства за икса 750 денари, 4 години бев на додипломски, се сум на магистарски година дена. Јас немав слушнато пред да влезам во УСС дека постои студентско радио. Можеби само во делот на трошоците за икса во таа заграда дека се плаќа студентско радио, но ниту знаев дека постои, ниту некогаш сум го слушал, ниту пак некој сум видел да го промовира. Тоа постоеше. Јас од кога станав председател отидов неколку пати да го видам како функционира. На база на постои, но немаше некои емисии кои што се правеа, се пушташе музика само, дострелот на таа антена која што се плаќаше беше само во општина Центар, можеби Карпош и околу, но не го опфаќа целиот град и сметав јас лично но и сите студенти кои што се во тимот на УСС дека можеби треба тоа да се реформира. Разговаравме со ректорската управа и они беа на истиот став дека тоа не е ефикасно и ефективно функционира во моментот и нерационално се трошат средства кои што се генерално од студентите. Буџетот е 2 милиони денари годишен. Од тие средства од прилика половина одат за одржување на истото антена, фреквенција и така натаму. Зашто јас лично сметав дека тие средства може да бидат искористени на многу поефикасен начин, од типот на емисија Студентски пулс, од типот на авангарда, водење на социјалните медиуми на универзитетот, од Facebook, Instagram, LinkedIn, што во моментов и студентите ги раководат и помагаат на универзитетот и на тоа поле. Промотивни големи настани на самиот универзитет, отворени денови, кариерни денови, понатаму студентски приказни. Да, кратки студентски приказни и слично. Со годишна програма да се направи реформирање на тоа радио во универзитетски мултимедијален центар во кој што студентите ќе работат и ќе помагаат за развој на самиот универзитет, а дополнително ќе има резултати видливи од тоа. Сметам дека тоа како тело беше доста затворено и дека време беше да се направи реформа и да се отвори на начин на кој што функционираме сега и ќе продолжи тоа да се развива. Така, Ана, ова Александар што го кажа всушност и јас го знаев претходно, но еве потребно беше на самите студенти да се долови и да се објасни. Што мислиш ти, дали со ова укинување на некој начин дека самите студенти нема каде да се изјаснат, односно имаше коментари од типот дека сега студентите на некој начин се цензурирани? Дали мислиш дека тоа е така или денеска всушност самите студенти се движат кон социјалните медиуми и тука се многу повеќе застапени и на полесен начин се искажуваат? Па јас не гледам како студентите до сега се искажувале преку студентското радио, затоа што ако имаш ти радио и никој не го слуша радиото, каков глас можеш ти да пренесеш на некој? А при тоа големи средства да таа. Мислам дека треба да се движиме со времето и да ги следиме новите трендови. Знаеме дека во моментот Instagram, TikTok, YouTube се најгледаните медиуми и мислам дека направивме добра одлука да се укине радиото и да се префрлиме сите кон поновите и актуелните медиуми. Така, еве едно од поактуелните, еве сега актуелни теми, но едно од темите всушност и настаните што се случуваа беа и протестите кои започнаа во врска со младата Фросина која што загина. Универзитетското студентско собрание беа, мислам, први излеговте, но дадовте поддршка на самиот протест и сега изминува времето и почнуваат, нели, тоа за секој протест е така, но почнува да се зборува дека секој протест, позади секој протест има политика вмешана. Еве, вие како Универзитетско студентско собрание, што е планот и дали планирате во иднина некако на друг начин да действувате? Па, видите, ние го поддржавме протестот и првиот и вториот и сега тој што се организира. Не сме организатори главни, значи тоа е граѓанска иницијатива, а УСС УКЕМ не е организатор на тоа, бидејќи
идејата на Универзитетското студентско собрание и неговото постоење е регулирање на студентските права, студентските активности и слично, што не е поврзано со овој момент, затоа што ова е веќе проблем на системот. Јас лично бев во дел на организацијата на најголемиот протест тогаш. Мислам дека од искрена побуда отидов таму за да допринесам во развој на нештото и да се покаже дека навистина се потребни одредени измени и според мене и доста имаше реакции после тоа од страна и на собранието, и на владата, и на судството, но сметам дека долгорочно е тоа прашање на кое што треба да се работи. Не би сакал подлабоко да навлегувам и да мислам дека партија некоја би се вмешала таму и мислам дека и дечките кои што се во организацијата не се на некој начин ангажирани од партија, туку се од истите победи како ние што бевме, односно едноставно како млади граѓани кои што сметаат дека ова веќе треба да престане да се случува. Така, Ана, ти имаш нешто да додадеш во врска со протестите? Дали мислиш дека ова природно дојде кај сите граѓани бидејќи беа револтирани? Ова беше капката што ја прили чашата? Да, мислам дека секој од нас барем еднаш во животот се соочил бил во ситуација да биде загрозен на улица, дали тоа додека се движи по тротоар или на пример додека поминува на пешачки. И мислам дека секој граѓанин што излезе на протест беше со намера само да се промени нешто. Исто така нашите делегати во УСС беа повикани да излезат како обични граѓани на протест. Ние од УСС не бевме како УСС во организација на протестот. Исто така дечките што работат, што се во организација на протестот, секојдневно работат со повеќе герила акции и други настани и сакаат нешто да променат, не се партиски ангажирани и тие самите повикуваат да не го партизираат сето ова. Така, јас спомнав дека партиски се шпекулира, почнува да се шпекулира, јас лично не мислам дека е партиски, бидејќи јас ги познавам дечките кои што работат на тоа, но нели позади секој протест, така во минатото гледале дека сето тоа на крај мора да дојде позади нешто, некој позади некого да стои, но јас лично не мислам дека за се нешто мора да има прв пат и може да се пресече тоа и да се почне да се движи на некој друг начин. Еве ќе ги споредиме со протестите во Белград што се случуваат, односно во Србија. Веќе тие протестираат уште од падот на Стрешницата во кој што загинаа 15 лица на 1 ноември минатата година и од тогаш се побуди револт кај студентите и не престанаа да протестираат, блокираа улици, има масовни протести. Како што знам дека на еден од тие протести вие отидовте како поддршка до студентите кога бевте во Србија. Што мислите за тие протести и дали протестите мислам не да продолжат, но еве во делот, дали мислите дека е оправдано толку многу да протестираат и дали мислите дека ќе извлечат на крај нешто од тоа? Мислам дека тоа што се случува во Србија не е неприродно, затоа што веројатно се собирало повеќе години одреден револт, исто како кај нас кога се случи шарената револуција. Така. И кога ќе разгледаш што се случува, некако наликува дека и таму такво нешто се случува, а ние веќе сме сведоци дека исходот од тоа после, не знам кога почна, 2014-15, после 10 години, имаше некои измени во делот на функционирањето на државата, но во некои делови па немаше и промени. Знаеме дека шарената револуција излезе од барање за правда, правечен систем, промени и така натаму, но и самите извештаи за колку граѓаните имаат доверба во судството и сега кажуваат дека
тоа не било баш со некаков ефект. Во Србија веројатно можеби ќе дојде исто така до промена на власта, не знам, тоа можеби тоа се индициите, затоа што веројатно се разочарани од системот во кој што живеат и начинот на кој што функционира таму партијата. Барем од тоа што го слушам, не знам конкретни докази, но исто студентите таму протестираат поради тоа што функционирањето на системот и начинот на водењето на правна држава е малку изместен во делот на транспарентност, така, односи сега имаше слично. една анализа, мислам дека е годишна на Transparency International, односно сега во како сме подредени како земји, ние сме на списокот со Албанија, со Босна и Херцеговина, со Србија. Ние сме трети од позади, но Србија е последна. Тоа значи колку корупцијата е застапена во самиот систем. И мислам дека тоа е Под нас кои се? Под нас, значи ние сме трети од позади, под нас е Босна и последни се Србија. Значи Албанија е потранспарентна. Да, Албанија, Косово се потранспарентни. Мислам дека тука спаѓаат и Црнагора, да, мислам дека е Романија, но тука овој дел кај што го паќаме Балканот и уште малку мислам дека погоре ако одиме на карта. Не знам точно, но баш на тој список јас кога ја читав таа информација, сватив всушност дека корупцијата е корупција нели во самиот систем, во самите државни институции. Мислам дека студентите и го воочиле тоа, но дали мислиш дека тоа е вистинскиот начин за зошто еви Јана и ти зошто мислиш, дали мислиш дека студентите треба да одат на разговор и да веќе да престанат со протести, бидејќи на вистина веќе колку време губат време, ќе изгубат година, студирањето е на некој начин во блокада? Видете, ако тоа има измена на крај и позитивно решение, една година не е ништо страшно за промени во системот. Мислам дека ако се сменат работите, кои што треба да се сменат, дека една година вредело да се бориш за тоа, барем долгорочно гледам. За сега Така, Ана, твојот став? Мислам дека ние студентите како млади доста бурно реагираме кога ќе видиме некоја неправда, но мислам дека протестите се добар знак да видат сите дека студентите знаат понекогаш да се побунат и да го искажат своето мислење. Затоа што сметам дека ние како млади не сме доволно слушнати и понекогаш не сваќаат сериозно кога се буниме, па така сметам дека студентите се во право и дека треба да си бараат промени на начин на кој што ти одлучиле да се ги бараат промените. Исто така сакам да кажам дека ние не отидовме за протестот во Србија, туку ние бевме на посета, во посета на Белград, па така се најдовме на филозофскиот факултет, така беше. И таму ни кажаа дека ќе се одржува студентски пленум. Потоа во разговор со студентите на нас ни дозволија да влеземе, да видиме што се случува, што ќе се зборува се тоа, и на тој начин видовме студентите дека стварно се изреволтирани од целиот систем. Така, еве ќе продолжиме ние, ќе се вратиме кај нас малку, дека ова чисто како малку коментар, затоа што сте биле присутни и вие сте и представници всушности на студентите. Еве, ќе продолжиме со некои теми што нас не засекаат. Тоа се некои услуги и алатки, како што се еве Microsoft Office, кои што секој од студентите би требало да ги има. Тоа се средства кои што, како што зборавме еднаш, мислам дека тоа се средства кои што ги обезбедува самиот факултет засебно. Дали сето тоа функционира, затоа што некои од студентите, еве јас лично имав проблем со тоа. Како мислиш дека тоа треба да се реши? Тоа треба на ниво на факултетот да се решава? Сега за сега секој факултет треба да обезбеди за сите студенти студентски мејлови кои што ќе имаат лиценца до Microsoft 365, така да ќе можат да ги користат алатките кои што ги нуди Microsoft
Microsoft, како на пример Microsoft Teams, Outlook, можат да користат Microsoft PowerPoint, Word, Excel и многу други алатки. Па мислам дека на сите факултети тоа треба да се обезбеди. Сега за сега мислам дека најдобро се покриени сите технички факултети, сите имаме студентски мејлови, сите можеме да ги користиме овие алатки, но еве на пример се соочивме со проблем на некои факултети немаат студентски мејлови, користат приватни, па сега работиме на случајот да сватат сите факултети, сите декани дека на вистина секој студент треба да има студентски мејл и на сите студенти да им се овозможи да ги користат на еден начин овие алатки. Така, едно брзо прашање, дали ќе ја видиме зградата на Финки во иднина или нема да ја видиме? Оваа година не. Оваа година не. Ама они секоја година ни ветуваат за Финки зградата. Па и во оваа програма на владава стои, има пределени средства за проект да се доразвие, бидејќи зградава беше под течајна постапка на одредена компанија. Мислам дека сега се извлечени од тоа, но не знам колку треба веројатно луѓето кои што се занимаваат со тоа да проценат колку е таа во добра состојба. Така, затоа што сега е една бетонска арматура, има некои даски, така се стојат. Ајде, што не личи на градот, мислам на самиот кампус, не личи за студентите на Финки да немаат своји простори, но еве брзо прашање и за што се случува со спортската сала? Во теќе правниот дел од страна на ректоратот да го досредуваат. Имаше некои одредени специфики, требаше веќе во декември да се почне процесот, но заглави поради одредени правни пречки, мислам дека би требало до почетокот на следниот семестар, на новиот семестар 20 и како му доја 25-26 да биде завршено. И да може да се утвори, да биде достапна за студентите. Еве за крај имам едно прашање до вас двајцата. Мислам дека имавме многу теми кои што би требало да ги опфатиме, но ќе ги опфатиме понатаму на другите социјални мрежи. Сега еве ќе бидеме и достапни повеќе од самиот мултимедијален центар. Еве за крај и за двајцата прашања, кој е Александар кога не е председател на Универзитетското студентско собрание и која е Ана кога не е подпредседателка на Универзитетското студентско собрание? Ај ти па јас. Која е Ана? Јас мене се сметам за многу позитивна личност. Секогаш во друштво, инаку сакам многу да се дружам, во друштво сум секогаш таа која што ги кажува шалите, која што сите ги засмејува. Инаку сум студент на Машински факултет, сега на мастер студии. Некој е твое хоби што сакаш да правиш во слободно време? Па видете, во моментот немам слободно време, но кога имав слободно време, читав книги и слушав песни, шетав, инаку одиме на теретана со Александар секој ден скоро и тоа. Тоа мислам одлично. Ја немам време ни за теретана, но еве Александар, ти кој си ако не си председател на УСС? Па јас исто сум по природа екстровертен и сакам да се дружам. Имам фази кога од многу зборување, многу луѓе ќе се изморам и кога не сакам баш да комуницирам со луѓе, ама мислам дека кај секој е тоа природно, посебно кога на вистина, не знам, никогаш со 100 луѓе во денот ќе се видиш и социјалните батерии мислам дека се празнат. се празнат. Имам периоди, приметувам после некои 4-5 месеци кога сакам така малце за себе да се посветам, повеќе на вежбање, повеќе на исхрана и слично. Со Ана, бидејќи работиме од прилика по 10, 11, 12 сати, се тераме со сила, да речам, мислам на сила, од мерак да одиме да извежбаме за да се исчистиме од сите фрустрации или нервози секојдневни, па ќе пешачиме после тоа и се зезаме, но
Тука се и дружбите со останатите делегати во студентскиот културен центар, нешто што сакам да го правиме, да се дружам со нив таму, да седам и да си правам муавет по 2-3 сати, ако налага времето, ама последниве 4-5 месеци навистина беше малце похаотично, зашто нов состав од почеток се избира, па јас почнав да работам на друго место и треба да балансираш се работа со студентски активизам, сепак. Така, Еве го спомена студентскиот активизам. Дали студентите, ако сакаат да видат промена, треба да се приклучат и кон факултетските студентски собранија и кон понатаму и кон универзитетското Треба, не студентско може само да се собрание? жалиме, а ништо да не превземаме. Јас мислам дека во студентски активизам можеш да влезеш не само поради тоа што сакаш да промениш нешто, туку и да запознаеш многу луѓе, различни карактери, да стекнеш многу вештини и исто така да можеш да кажеш што мислиш и да ги споделиш твоите идеи со останатите. Благодарам, дечки, денеска што бевте со мене. Се надевам дека ќе зборуваме пак во следна прилика. Тука за жал мора да привршиме. Пораката е јасна. Младите мора да реагираат ако сакаат да ја видат промената. Како што споменав, освен студентарија е една од нашите поддржувачи, исто така тука се и синсеи кои што се тука со мене вака се со стајлингот, тие се погрижија за денешните парчиња кои што ги носам и ве уверувам дека освен тоа што имаат многу тренди парчиња, можете да ги најдете по вистински ниски цени, но еве како за крај ќе заокружиме со нашите поддржувачи Шпаркасе банка, која што е навистина посветена и ги едуцира младите финансиски, односно им помага во носење на паметни одлуки. Ова беше нашиот вајб за денес, а за вас нека вајбон биде вајбот кој што ве носи кон нови предизвици и успеси. Поздрав!